Домакинствата и помалите компании што се на регулираниот пазар на електрична енергија ги добиваат потребните количини на струја и ќе продолжат да ги добиваат соодветно на нивните потреби, порачуваат од АД Елем. Преку соопштение до медиумите од компанијата информираат дека во текот на вчерашниот ден целосно е одговорено на потребите на конзумот преку оптимизација на домашните производни капацитети. Сепак, поради екстремно ниските температури и зголемената потрошувачка која во текот на денот достигне и повеќе од 30% од вообичаената за овој период од годината, дел од потребите се набавени од увоз преку јавна транспарентна постапка. АД Елем како одговорна компанија ги стави во погон сите расположливи капацитети, а дел од количините преку редовна постапка за набавка на електрична енергија ги обезбеди на слободниот пазар. Техничкиот зафат во термоелектраната Битола 3, на кој од саботата наутро интензивно работат стручни екипи на АД Елем и на РЕК Битола, поради тешките временски услови во кои се одвива, се очекува да заврши во текот на денешниот ден, а по завршувањето на техничко-технолошките проби, најдоцна до раните утрински часови да биде оперативен и вклучен во електроенергетскиот систем. Се вели во соопштението од АД Елем. Од енергетската компанија велат доколку има потреба од дополнување на потребите преку увоз на струја, постапката ќе биде спроведена во согласно со сите правила и процедури донесени од Регулаторната комисија за енергетика, а при тоа нема да влие врз цената на струјата за домакинствата. Вчера директорот на АД Елем Христијан Мицковски информираше дека електроенергетскиот систем во земјава е стабилен и граѓаните и индустријата редовно ги добиваат потребните количини на струја. Поради испад на третиот блок во РЕК Битола, како што информираше Мицковски, вчера за прв пат годинава се увезени 175 мегават часови електрична енергија по 35% пониска цена од цената која што се нуди на регионалната берза Купекс и приближна на производствената цена што ја има Елем. Од СДСМ на ова реагира дека земјава е оставена без потребните количини на домашна струја и ути се прави интервентен увоз на електрична енергија по многу повисоки цени. Овие наводи како неосновани ги демантира од ВМРО ДПМН, од каде преку соопштение до медиумите обвинија дека СДСМ се обидува да ја манипулира јавноста со тези податоци за производството на електрична енергија, конзумот и увозот кои немаат врска со реалноста и заради ситни дневно политички поени ги извртуваат информациите на АД Елем.